Ако случајно се реновира кога ќе треба да правите, значи универзално може да искористиме да изиграме жмурка или брканица, нешто да замисли рушевините, ќе биде добро. Ќе биде добро. А и таму може да снимаме, да, и пейнтбол нешто да се пута. Ќе биде јако. Одите по многу градови, си спомнати претходно. Имате многу настапи. Што ви е најинтересно од сето тоа патување и што ви е најзаморно онака? Најинтересно е... Да кажеме, дај остави го човекот. Озбилно, малце... да. Онака ли? Најинтересно. Кога ќе поставаш прашање, не го гледа него. Он мисли дека он треба да одговори. Заборив, мисля дека сум само... И во 1996 година вие вас ве виде музичката сцена, нели, најголемиот фестивал Златно славече. Го испеавте огромниот хит Фудбалер, кошаркар. Тоа беше добро време. Па не знам дали била Кога? хит. Да, хит беше, веруј. Нема што да ја запеам, имаме снимка кратка и да, ги знам дуровите и акордите. Ај малку да ја чуеме, лоша снимката, не замеравајте, бидејќи сепак копавме по архивите за да ја добиеме. Златно славече 96-та, тешко е да се најде. Ако може, ако би можело. Ако би можело. Ама ги има и фолк елемент имате. Тоа вујкаме, да, вујкаме, да, како примете убаво. Тоа како малите вујкоми дека правеше оваа песна, она е по народните песни. Па има малку фолк мелос. Ја нон-стоп му викав. Зашто пееш поп, рок, мислам поп. Види како. Види како глас за народно имаш таму. За девојка сте се карали. Имаше, знам, периоди као мали, драстично мали, кога сме биле ептен. Се има во дневна соба и мене ќе ми се спие и сам да не идам у соба да спијам страфтите. Да бе, да, фала Богу, мало детенце. Ќе речам, Мартин, најде да спиеме. Некам. Абе, ке те тепам, бе. Дојди со мене. Кажеш на мам, нема ја тука карате Ти тренирав као посилен, да. Постари посилен се разбира тоа. Првата гостинка да ја поканиме во студиото се работи за една од ракометарките од македонската репрезентација која што направија изворен подвиг Драгана Пецевска во еден многу ми е тешко. Дојде, повели, седни си. Здраваци. Имаме интересен муабет со тебе. Вау! Движечо. Има ли некоја ептен строга што е од ракоментарките? Мора да има некоја таква. По старите валја некој? Да, па нормално, да. Трачари, тако онака. Си правим Да, убаве. си правим убаве, чисто. Не дека не гледаат некој на телевизија. Не, мора да има некој таков. Што ќе држи ред. Што ќе држи ред, да. Интересно е, убаво ми е мене вака како ќе те препозна некој, мада ја у принцип се срамам, многу ми е незгодно од такви моменти. Дали ти си ми најзборлесна некако од сите. Јас? Па не знам, можда, валјда. После таквите ти те запирате, кажи, да, му земат. Другиот сиде тако и као... Озбилни, да, па добро. Таква сум ја. Не, тоа дека уште од утакмицата, нели, такви наежени затоа. Шо наежен, ти уште да му го земеш? Да, ја ќе ти кажам. Ја сега да ти кажам за утакмицата. Добре. Македонија за 2 сати, ама добро. Тоа е убаво време за себе. За да си размислам што правам, како вам. Да. Вози на автобат и мисли си ти на работи. Добро, внимаваш на патот и си мислиш. Да, бе, се време за себе. Да. Ти, Ненаде, сега за нешто скроз друго, многу ја сакаш Анџелина Џоли. Ја обожавам. Да. И тоа во болни размери помалку ја сакаш Анџелина Џоли. Ако ти дојде некоја иста Анџелина и ти вика сака да биде со тебе. Али, ако направиш вака, она вика кој е? Били. Бијали. Можда, за една вечер. Да, значи битно ти е. Не, битно ми е како изгледа. Ама ти си ја прочитал таа изјава што си ми ја дал пред Не, една изјава милиарда, у секој интервју. Милиарда у секој интервју. Ама тоа се малку... Дури ако не те прашат, сакав да додадам дека ја љубам Анџелина Џоли. Допиши, молим те, меѓу редови Анџелина Џоли. Ако не читаш стварно, читай. Ексклузивно, најдобрите сарми. Подобри од 80.000 направени за Гинисов рекорд во Прилеп. Подобри од сармите на Елена Ристевска. Абе, читай го да... Пукни го пак. Подобри и од 80.000 направени за Гинисов рекорд во Прилеп. Подобри од сармите на Елена Ристевска. Сармите на Жаре, Лозов лист или зелка, вие бирате.
Јавете се веднаш и добите гратис шпакла за одлепување пица, јајца и така натаму. Нема повеќе нервози, предизвикани од немање квалитетна шпакла. Сарма или шпакла, зар има нешто што повеќе вреди да се прославува? Сармичка. Половна сарма, убавина. Една девојка која е многу добро позната и која веќе долго време е дел од музичката сцена. Многу ми е мило што ќе ја поканам сега да влезе во студиото. Кристина Арнаудова. Како си? Не, вака. Да, мислам дека тоа е вистинскиот начин. Добра. Одлично. Као сакаш да се фураш дека слушаш. Тоаш бев металка. Озбилно? Се облакаш у црно? Да, само црно, даркер бев. Со црно се шминкав, да. И носев само хеланки, Док Мартинси и рокерка, нели? И слушав Нирвана. Имаше една група Тесла, ја немам појма кој се тие, беше на Уин тогаш да се слушаат тие. И Курт Кобен, ја бев 6 оделение, он умре. Избегавме од школа, да, и плачевме цел ден, колективно. Не бевме, ние имаше New Kids on the Block, едни слуша, ние слушавме Нирвана. Гледале контрасти? Да, и така бевме ние контра и контрабанда бевме. Кристина, ти не си некој таблоиден тип, уопште. Уопште. Иако си мажена, имаш сопруг кој се бави со ракомет. Со таква јавно некоја работа. Да, така, и си навиваш, одиш, нели, по утакмици, одам гледаш. Одам на секоја, да. Пишуваш на интернет топици као победија. Мислам, ова е едно табу кое што се сакам да го разбием. У Македонија, значи не постои папарацо, фотографија вистинска, па те ловат, па те фатат. Значи ако сакаш да си во оние кои што се во таблоиди се таму само заради тоа што сакаат да бидат. Значи се јавуваат и сликајме. Значи ја не велам дека мојот живот немал подеми, падови и скандали и лоши добри работи. Само што ја едноставно тоа сум го тргнала малку. Значи не го живеам животот пред нивните фотообјективи. Вака, мене ми се свија твојата емисија, знаеш зашто, дека кога ќе правиме муавет, си правиме муавет баш као да... Си правиме муавет као да не си имаме видено и стварно не си имаме видено од... Не знам да не се сеќавам од кога, од првата... Знаеш кај се видовме? Се видовме на Македонија за секојаш малце. Да, од тогаш мислам само... Кратко, здраво, од општа култура, си кажувам. Па се од општа култура, ќе те сватат дека скарани сме по не, сакам да кажам дека нема време овој декември е таков и многу случувања се случуваат. Дефинитивно во соработка со А1 телевизија и А2. Се емитува, односно, веќе тече таа промоција на, односно, веќе е пуштен албумот како готов, како спакуван. Точно. Уште еднаш ми фали, вака го покажувам. Значи, тоа е тоа, од прилика. Вака вие замислете си го. Вака нешто. Пак да не си нешто оваков. Не си вајда. Кој што беше? Не лепдам си. Нема. Не дека не е добро беше. Да не се повторуваш. Така.